За да ве вратиме наназад во времето, не ни е потребна временска машина. Само една ваква numera, која сигурно била една од вашите омилени тогаш. Името твое на брегот го напиша, брано ми го избриша. Името твое на облак го напиша, ветер ми го однесе. Името твое во срце во ке го скријам, со цела душа ке го покријам. Ниту вода, ниту ветер, ниту сонце, ниту дожд да не го најде. Ти погледни нагоре, ангели маршираат. Па девојката која уште од тогаш знаеше да плени со певливи рефрени, периодов прави бум на македонската музичка сцена. Имено, девојката Наташа Малинкова сега е зрела жена која и после раѓањето на две ќерки изгледа топ. Хеј мама, ја само сакам да сум сама. Хеј мама, вечерва сама. И никој нема да. Хеј мама, ја само сакам да сум сама. На професионален и приватен план балансира одлично, па тука е со нас да сподели парче од својот живот. Наташа, за почеток здраво и добре дојде во Exclusive.mk. Кажи ми како си денес? Добра сум, ви благодарам многу на поканата. За прв пат сум овде кај вас, ваша гостинка. Одлично, пријатно е. Кажи ми што се промени во Наташа од багаж до ова што ја гледаме денес? Упа, многу работи. Психички, физички, станав мајка, имам две прекрасни ќерки. Во музиката направив многу промени, со тоа што сменив неколку правци, експериментирав, тоа го правам се уште и обожавам тоа што го правам, затоа што сакам да се носам со новото време, сакам да го живеам новото време. Затоа во новите песни ги имат и таков звук, таков призвук имат песните со нешто, со примеси како R&B и трап и дабстеп и многу такви елементи, регетон и така натаму. Значи интересно е, убаво искуство е пред се и убаво е, мислам секоја промена е добре дојдена, сега останува критиката на слушателите и на гледачите, нели нормално. По која сме кај критиката на слушателите и гледачите, мислам дека е баш позитивна, дури во навистина што си пораснала, да кажеме, со музиката и навистина се носиш добро со тоа, дури подобро некои помлади, да кажеме, пејачки. Како се чувствуваш кога добиваш ете такви коментари? Одлично, на секоја жена и годи тоа, нели, да ти смалат во годините, прво за изглед, второ да ти честитат за тоа што го правиш, навистина го правам за публиката и до сега имаме позитивни, одлични коментари. Морам да се однесувам така заради тоа што тоа е навистина новото време, сепак учиме на светски рамки, пратиме музика, следиме, нели, навистина ако не ги правиме тие промени, ако не се носиме со тој нов звук и ново време, ќе заостаниме многу. Значи, треба да работиме сите на тоа. Одлично ни оди за сега, се снаоѓаме многу добро и ја искрено дури и не можам да верувам некогаш кога од мене излегуваат некои нови работи за кои што ја не сум некогаш свесна, меѓутоа веројатно имам уште многу работи што треба да ви ги покажам, да ги видите и да ги слушнете и навистина на тоа работиме многу. Тоа што е сопруга, а воедно и мајка на две ќерки и знае да ги покаже своите атрибути со провокативни фотосесии, носи и негативни коментари на нејзина адреса. Вака, не би рекла дека тоа е голотија, него би кажала дека тоа е дел од тој професионален шоу бизнис, професионален живот, каде што јас работам како пејач, сепак не сум некој фотомодел, искрено, значи мислам реално. Музиката е таа која што треба за која што треба да се коментира, се критикува, а ова другото е споредна работа која што треба да го прати, нели, нормално, ако правите модерна музика, треба да се понашате и така, да се однесувате така. Фотосесиите се само дел од целата таа работа, затоа што со тоа покажуваме дека сме урбани, дека сме модерни, дека тоа што го правиме е тоа што го прават сите светски звезди, искрено и север и запад и исток го прави тоа. Значи не е, за жал, можеби се уште табука и нас, меѓутоа тоа е реалноста, така треба да се однесуваме, можеби
сите. Сепак сме јавни личности, треба добро да изгледаме, секогаш да сме, да речеме, пак колку толку средени и така натаму. Пак ќе кажам, моите настапи во живо, каде што настапувам, се мерило за тоа колку сум се променила и колку сум се надградила можеби од порано до сега. Значи имаме многу големо искуство позади себе, значи работам од 97-ма, не сум баш од скоро и веќе јасно ми е како се одвиваат работите, а пак ќе кажам, тие сесии, тие коментарите до душа ќе ги имате и вака и така. Јас често се смеам на своја сметка и со ѓорган да се замотам и со кебиња и со фереџи и со не знам што ќе коментираат што се сликало ова вака. Значи кај нас тоа си го има секаде во светот, не е нешто ново, меѓутоа не ми смета искрено, не обрнувам внимание на тие работи, ниту пак ќе ме поколебаат да бидам слаба за тоа што го работам. И тоа е тоа. Одиме напред. Згодна си, мислам тоа сите го коментираат. Дали тоа значи ете со тие провокативни фотосесии, дали значи дека подоцна иднина додека би имала можност би се сликала за некој магазин, еве да кажеме Playboy? Никогаш не сум размислувала на тоа, не сум размислувала, меѓутоа не е мој фазон, не сум тој тип, мислам дека не би прифатила за ниту една цена. Пак ќе кажам, ова што го правам посебно фотосесиите, го правам од задоволство, имам потполна поддршка од сопругот и од семејството, не е нешто вау страшно, него е баш онака скромно прибрано, да, има еротика во сето тоа, меѓутоа пак ќе кажам прибрано. Не би прифатила како и да е таква покана, понуда, би се сликала само за себе, без разлика. Значи, би се сликала за себе многу пати, али за такво списание не. Сакав магазин. За разлика од многуте бракови кои завршуваат со развод поради јавниот живот на идниот партнер, Малинкова има целосна поддршка од сопругот Кире и покрај тоа што добива коментари од машкиот род. Па не знам, тоа ќе треба можда него да го прашате дали како коментираат луѓето во чаршија, не знам. Меѓутоа не, навистина немаме проблем со тоа, затоа што и тој е еден модерен дечко и човек кој што ја поддржува мојата работа, мојата кариера, иначе не би изгледало тоа така и нема така да се движи ако немам поддршка првенствено од него. Семејството ми е најважно пред се и пак ќе кажам, ќе го работам се до тој момент така како мислам се додека изгледам добро, се додека можам да го правам тоа и тоа изгледа добро. Се додека изгледа вкусно, пак ќе кажам и се носи со годините и со сите тие работи, значи со новото време. Ништо нема да биде претерано и се надевам дека и во иднина ќе се движиме како што треба во права насока. Кажи ми, дали случајно твоите ќерки имаат музички потенцијал? Големата е веќе голема, тинеџерка е 14 години, има Султана и обожава многу да слуша музика и слуша многу. Ја слуша оваа новата музика од MTV и се што е споредно, меѓутоа е така диџејски сетови и слично. Значи темпераментно, а малата има големи афинитети, баш со сопругот често коментираме дека детево пее и кога ќе слушнеме, значи во кола попушти песна, пуштаме и она пее позади нас и ние само си чутиме и си слушаме и само си се погледнуваме колку ствари она тоа знае и го прави добро. А колку е малечка, мала е 4 години има, меѓутоа се гледа нели дете кога има талент за нешто. Така да големата не е воопшто, не се насочува кон музиката, само е добар слушател, а малата верувам дека ќе биде нешто од неа, само не би сакала да ги форсирам што би рекле, него ќе ги оставам да одлучат сами со што би се занимавале во иднина нормално. Ќе имат нашата поддршка. Наташа со полна пареа твори музика и има многу новитети во најава. Па во моментов спремам една нова тема, темата е готова, би требала да излезе за недела деневе 10 дена максимум, требаше да излезе и порано, меѓутоа се договоривме да снимиме и едно лирик видео кој што ќе врти на YouTube и по социјалните мрежи, нормално за подобра презентација на песната. Ако се како што планирам и ако и видеото е готово, би требало значи за недела дена до 10 дена да излезе една нова тема која што е ултра заразна, искрено, се вика Еден живот, има одличен рефрен и таква е регетон, че малку е побрза, тоа што можеби требаше, што беше актуелно летото, ние сега ќе го пуштиме од септември, така да луѓето да им го продолжиме оној убав период кој што си го поминале за време на летото, како и да е, ќе биде една интересна урбана тема, така па помодерно спакувана, а до нова година здравје
планирам уште една. Имаме ние многу готови песни, јас имам многу снимано во студио, меѓутоа чекаме право време кога треба да излезе. Дали тоа значи дека ни подготвуваш и албум? Албумот ми е готов, не знам по кој пат ќе кажам и се повторувам многу често дека е готов уште од минатата година, меѓутоа ете ради финансии, ради други некои пречки интерни не можевме да го издадеме онака комплетно, а и отпосле свативме дека е подобро да се вадат сингл по сингл отколку сите наеднаш и мислам дека така подобро секоја песна ќе убаво ќе и живее, кај луѓето, како и да е подобро ќе допре до слушателите и до гледачите кога е сингл по сингл, а после не е проблем да се спакуваат сите во едно аудио издание, наречено албум. Пријатна, насмејана и талентирана, со 20 годишен стаж на сцена, Наташа Малинкова продолжува да реди успеси на сите полиња. Здраво, јас сум Наташа Малинкова, а вие гледате и читате Ексклузив.мк.